Дивното нас очење да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Илјадници верници денес на истокот го слават Богојавление водици. Свештениците ги осветија водите, а близу 200 момчиња на возраст од 17 до 35 години на екстремно ниски температури скокнаа по нив почесниот крст. Во Берово крстот се фрлаше на минус 19 степени Целзиусови, па претходно требаше да се скрши мразот во реката. Иако беа пријавени повеќе лица, сепак денес само најхрабрите се одлучија да скокаат. Еве денеска во водите на реката Брегалница скокна околу 15 млади момчиња. Година нели е малку времето постудено и затоа имавме помала бројка на деца, млади луѓе кои се фрлаа во реката Брегалница. Сите тие пред да скокнат во вода минаа задолжителни лекарски прегледи. Здравствената состојба на сите пријавени прегледани досега е задоволителна и тие се обично млади, здрави луѓе без пропратни заболувања. По повеќе од 50 години Штипот лани и се врати на традицијата крстот да го фрла во Брегалница, а не во градскиот базен. Традицијата да го фрламе крстот во река Брегалница се покажа навистина како многу добар чекор. Брегалница е нашата река Јордан. И денеска Светиот крст ги освети водите на Брегалница. Во Новосело и Штип најбрзи беа Раде Атанасов и Горан Јовевски. Многу здраве, среќа берекет. Повеќе пати првпат го фаќам. Минатата година исто го фатив крстот. Сакам да ја пожелам на сите граѓани на Република Македонија здравје, среќа, берекет и късмет. Во Делчево најмногу среќа имаше Христијан Струков од делчевското село Вирче. За мене значи среќа, да се почитува традицијата. За здравје да се влева во водата. Така. Идентична церемонија се одржа и во останатите општини во регионот. Јас сум Даниел Стојанов и многу сум среќен. Ова ми е 10-та година што се фрлам прв пат го фаќам крстот во моите раци. Многу здравје, многу среќа и многу успеси во ова лето, Господа. Денес ја продолжуваме традицијата на нашите предци и ја потврдуваме верата во вердосите на покајанието и искушенијата и исто така споделувањето на добрина и љубов. Се наоѓаме на местото Теренци и оваа година крстот се фрлаше. Бобан од Спанчево го фати крстот. Му сакувам многу среќа, здравје, љубов и се набава во животот. Прв пат тука, да. Па среќа на нас на другарите. Оваа година нас излезе да го фанеме. Јас сум Луце Танацки од Македонска Конвенција. Прва година ова шорипам. Имам 19 години, па ова повише среќа оваа година очекувам за мене. Традиционално, оние кои го фатија крстот добија и пригодни подароци. На среќниот фаќач на честниот крст, на општина Делчево оваа година доделува награда LED телевизор 32 инча. Од црквата имаме икона и Света Библија. И тоа е она христијанското што треба да го добие. Лесно ние можеме да му дадеме и злато и сребро, меѓутоа иконата ја секопат повредна и од златото и од среброто. Дел од прославата на Богојавление е и лицитација, односно откупување на крстот од страна на верниците. Прва година го земам крстот. Сакав за здравје, за среќа, за љубов, за сите, и за мене и за сите. Церемониите на фрлање на крстот во регионот ги следаа илјадници луѓе. За здравје, за берекет, за нас, за сите нас христијани. Еден од најубавите празници. На овој ден никој не се разболел. Голем празник е православен. Од тога е крстен Исус Христ. За нив и за сите останати, благослов упати митрополитот на Брегалничката епархија господин Иларион. Бог се јави, навистина се јави честит и вечен нека е празникот. Мир и благослов од Бога на сите луѓе кои што живеат во овој град, во татковината наша. Мир и благосостојба. Со празникот Богојавление се слави крштевањето на Господ Исус Христос во Јордан. Тогаш за прв пат Светата Тројца, Отецот со глас, Синот со тело и Светиот Дух во вид на гулаб се појавиле на едно место.